Може би изгледам смешно малце со наочарите, со капата, но јас сум спремна за на плажа. Дали вие сте спремни за на плажа? Секако, чим имате наочари, да ви ги штитат очите од сончевата светлина, сончевите зраци, капче, секако имате крема за сончање, имате крема за раце, имате крема за лице, спремни сте, и ластиче имаме и да си собарам косата, за да не би биде жешко, но дали го имате вие тоа кој што е потребно да го имате, поготово во летниот период, поготово на плажа, кога температурите се екстремно високи, кога се сончаме, а сонцето се знае најмногу каде пече, во вода и покрај вода. Дали вие знаете што треба да носите за да бидете свежи во текот на целиот ден, вашето лице да е хидрирано, да не биде дехидрирано, да имате енергија, да се чувствувате убаво, затоа што секако знаете дека ние се потиме, ја губиме таа вода која што ја содржи нашето тело. Тоа значи дека треба редовно, покрај сите овие работи, кои што ги носиме на плажа, и шминки, и све тоа што носат некои девојки, потребно е да носиме вода, за да го хидрираме нашето лице. Ништо повеќе од оваа чаша вода нема да го хидрира нашето лице ако не е водата. Значи се друго е додатно. Водата е главниот напиток кој што треба да го носите на плажа каде и да сте. Второ нешто, треба да носите овошје. Мене ми останува овие две овошки, две јаболчиња, какви такви, скабанички ги си ги изјадам. Водата, овошјето и свежиот зеленчук. Треба се основни работи кои што треба да се носат на плажа. Нема изговори, не можам, нема време, нема овошје. Има овошје секаде ако сакаш. За да не качиш температура, за да не добиеш сончаница, за да не дехидрира твоето тело, да не ти се слоши, да не си го расипеш одморот. Вода, овошје и зеленчук се трите основни работи кои што треба да ги носиш на плажа. Све ова може да земеш и 100 вакви да купиш. И креми, и чуда, и све за лицето, и капи, и наочари. Ако ти го немаш главниот чистач, не правиш ништо. Чувај си го здравието, уживај во летото. Чао!